Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е точка дневен ред избор на директор на Агенцијата за администрација и одма на почетокот да ја видиме големата слика за администрацијата во Република Македонија. Еден од условите за реформи и за напредок на Република Македонија во патот кон Европската Унија е државата да воспостави модерна, современа администрација која ќе одговори на потребите на граѓаните на Република Македонија, ќе биде мала, флексибилна и секогаш услужлива пред се во интерес на граѓаните на државата. Наспроти тоа, ние имаме гломазна администрација која брои над 130.000 луѓе вработени во истата и плюс многу луѓе кои не припаѓаат во оваа бројка, а секако се на сметка на буџетот на Република Македонија, односно зимаат плата од буџетот на Република Македонија. Од друга страна, имаме премногу диспропорција, односно на одредени места фалат работници во администрацијата, додека на одредени позиции имаме неколку вработени, а фала за волја на вистината имаме и административци кои се вработени, зимаат плата, а воопшто не се јавуваат на своите работни позиции. Партизацијата на администрацијата веќе е општо позната, приказна и тука едноставно оваа влада на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз не направија никаков чекор напред да се подобри состојбите, туку напротив, членската книжка, интересите, лобирањето се секојдневие кој да влезе во администрација. За жал, и покрај ваквите лоши тенденции имаме една нова појава, луѓето веќе име преку глава од тоа што се случува во државата, па добар дел и на административците, вработени во администрација, за жал, даваат откази од истата и ја напуштаат државата. И тоа станува се посериозна појава во државата. Ваквите лоши трендови секако дека се поврзани со работата на владата, Министерството за информатичко општество и администрација, но секако и Агенцијата за администрација. Нова институција, досега директор беше Спасе Глигоров и сега истиот се јавува повторно за директор. Значи, ништо не се менува во политиката на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Едноставно, граѓаните треба да бидат свесни дека ова е истрошена материја и дека единствено решение на проблемите се избори и да се дојде до нови кадри, до нови сили кои ќе се соочат со проблемите, кои реално и објективно ќе ги согледат состојбите во државата и во администрацијата и на тој начин ќе можеме да збориме за реформи и за напредок. Ова е класичен пример кога нешто не оди во државата, а тоа секако е администрацијата и тука е нормално и Агенцијата за администрацијата, и вие упорно го продолжувате патот по кој знаете дека нема никаде да стигнете. Знаете дека тоа е слепа улица, дека вака администрацијата не може да продолжи. Што е најкарактеристично, дури и во извештаите на администрацијата, Агенцијата за администрација, самите констатираат многу недоследности и во законската регулатива, и во праксата, и во имплементацијата на законите во Република Македонија. Самите констатираат дека состојбите се лоши. Самите констатираат дека се потребни секакви промени, многу работа, за да се подобрат состојбите, а состојбите не се менуваат. Ниту политиката од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ нема намера да промени нешто, нити тие сами од себе можат да променат, затоа што системот е парализиран. Едноставно системот не функционира, нема вредности, ден за ден никој не си ја завршува својата работа. Лично нити го познавам
човекот, меѓутоа да видиме реалната состојба. Се констатира дека таму фали дигитализација во таа агенција. Дигитализацијата е на 0%. Она како што беше отставено од ВМРО ДПМН, таква и денес. Ништо ново не е дигитализирано. Ништо не е подобрено нити во самата агенција, нити во приемните испити, нити во оценувањето, ништо не е подобрено. Ништо не е подобрено нити во државата. Едноставно работите се оставени стихини, такви како што биле, такви ги имаме денес. Тие што биле директори ќе продолжат да бидат директори, тоа е политиката на ДУИ, на Социјалдемократскиот сојуз. А знаеме дека проблеми имаме. Знаеме дека дигитализацијата е предуслов да се раздвижат работите во администрацијата, немаме напредок. Имаме статус-кво и само неработење и извршување на партиски работи. Реформи ни оддалеку, едноставно не можеме да препознаеме ниту еден реформски процес во државата. Никој не гледа реформи во државата. За да се среди работата со администрацијата, мора да има реформи. Некојаш тие реформи се болни, некојаш самите реформи значат преструктурирање внатре во системот. Тука на оваа говорница, на комисии, многу председатели, шефови на разни комисии викаат ми фалат работници. Од друга страна, констатираме дека во администрацијата имаме превработеност и никако не можеме да ги едноставно луѓето преобучиме и ставиме во функција на системот. Медиумски беше покриен моментот на одење на работа во наворници, зимање плата, а никогаш да не се појавиш на работа. Гледаме по медиумите секојдневно, тоа е присутно во пракса. Значи, награда за неуспехот на досегашното работење треба да биде уште еден мандат и ова е поразително, да не кажам, на ниво на скандал. Што се случува со администрацијата? На ден пред изборите 2021 година, еве еден класичен пример, вработени, односно конкурси вработени 166 лица во Министерството за политички систем, каде главен е Артем Груби. Ова го констатира и ревизорот. Значи, пред избори вработувате во администрација, во текот на изборите се реализираат тие вработувања и што правиме? Политизација на администрацијата. Многу едноставно. Работите не одат вака. Погледнете го извештајот на ревизорот. Многу јасно детектира што се проблемите во оваа агенција. Недостаток на IT стручњаци, недостаток на квалитетен софтвер, недостаток на простор каде ќе се извршуваат основните задачи на оваа агенција. И тоа не е подобрено од кога се овие на власт до денес. За награда се останува исто, ќе остане исти директор. Тоа е начинот на кој се работи. Тоа се проблемите. Едноставно детектира и самиот орган, и самата агенција детектира и ревизорот, знаеме сите и опозицијата укажува, работите не се подместуваат од мртва точка. Едноставно на некој му одговара овој хаос, каде што ќе се вработуваат партиски војници, партиски заслужни, каде ќе се билдат пред избори разни ветувања и така натаму и се реализираат во вакви конкурси и на крајот што добиваме? Нефункционална администрација, нефункционална држава. Самата агенција за администрација во своите извештаи, прочитајте ги, ќе видите нотирала што е проблемот. Меѓутоа, кога имате проблеми, а не ги решавате, значи дека работите стојат во место, односно не сте способни. Жално е ова што се случува. Проблемот не е во кандидатот, меѓутоа проблемот е во системот, проблемот е во политиката. Статус-кво кој ќе продолжи, односно ќе продолжи агонијата на Република Македонија во сферата на администрацијата и во сферата на агенција на администрација. Благодарам.